Серијата Црвениот поет незаконски се крие од јавноста. Продуцентот бил должен во рок од 2 години по завршувањето да го емитува проектот, а во спротивно бесплатно да го понуди на МРТВ или на која било друга национална телевизија. Ова стои во договорот за финансирање со Агенцијата за филм, која за проектот платила 23 милиони денари народни пари. Алфа ТВ, повикувајќи се на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, ги доби договорите, анексите синопсисот. Доколку продуцентот во рок од 2 години од целосна реализација на играната серија од член 1 од овој договор не ја емитувал на територија на Македонија, должен е без надоместок да ја понудат за телевизиско прикажување. Од првиот програмски сервис при македонската радиотелевизија, за Алфа тврдат дека серијата последен пат им била понудена во 2018 година по многу високи цени, додека пак за бесплатно емитување досега не станало збор. Алфа ТВ неодамна и службено побара од Агенцијата за филм да го емитува филмското дело посветено на македонскиот револуционер Коста Солев Рацин, но и по неколку недели чекање, оттаму одговор се уште нема. Во отсуство на објаснување од продукцијската куќа Сектор Филм и Агенцијата за филм, во јавност има разни шпекулации која е вистинската причина која стои за емитувањето на серијата која веќе 6-та година поред никако да го види светлото на денот. Со ова само се подгреваат сомнежите во јавноста дека серијата се цензурира за да не ја вознемири Бугарија. По примерот на филмот Трето полувреме, бидејќи во Црвениот поет се прикажуваат сцени од зарабувањето на Рацин од страна на бугарскиот фашистички окупатор, како и неговото измачување во озогласениот логор Корница.